тоа е златното време на македонската музика. Ние имаме некои 5-60 албуми издаено. Многу голем албум ме врати на имагинација и ја едноставно сакав да се одбележи тоа. Винилот кога го отвараш, уживаш, да речеме. Дали е Radiohead, дали е Ареа, тоа е тоа. Најомилен концерт во живот кој што го правил Авалон ми е концертот на Faithless. За прв пат тогаш се соочија со толкаво ниво на квалитетна енергија. Сите концерти на Балканот 13 ги има, Авалон ги правеше. Здраво, Бобан, што го врти светот? Јас сум сигурен дека во оваа емисија на ова прашање имате добивано одговори од најможни филозофски, во кои што за одредени луѓе светот го врти физиката, го врти Господ, па имате добивано одговори кои што се најпрагматични, можни, да не употребам некоја проста реч, некој прост збор, дека светот го вртат парите и сексот на прва топка. Веројатно сите тоа го викаат, ама ја имам една теорија која ретко кој може да ја побие. Мислам дека светот го вртат два фактора. Првиот е адреналинот, а вториот е ризикот. Ако ти не ги немаш овие две работи на завидно ниво, ако немаш адреналин на завидно ниво и ако не превземаш ризик на завидно ниво, ниту една друга работа, ниту едно друго действие не можеш да го превземеш, преку кое може да дојде до вртење на светот и на движење на светот напред. Така да, мислам дека убедливо најбитни работи кои што го вртат светот се адреналинот и ризикот. Супер одговор, стварно не сме го имале. Нема ни да го имате. Нема и да го имаме најверојатно. Носите музичари од целиот свет и на регионот и кај нас. Затоа што сме нон-стоп под висок адреналин и затоа што нон-стоп превземаме ризик. Ами тоа е ризик и фала што го презимате за сите нас. Сега ти е јасен одговор на прашање. Да, апсолутно. Мислам и кога го кажа на почеток. Во Македонија кога ќе дојдат, кој е некое место што мора да го види, не знам, еден Ник Кейв или каде ги носите, што е нешто мора да се проба? Ние во принцип не ги носиме нигде. Тоа се чисто некои нивни желби кои што нас ни се соопштуваат или не ни се соопштуваат. Имате прво во принцип сега ако направам малце сам со себе разговор на таа тема, луѓе уствари што не се многу заинтересирани за да гледаат нови работи и нови места, а не ни доаѓаат во држави како во Македонија, играат на сигурно. Да. Ама во принцип исто како јас тргам тука од самиот себе си, да речеме, бидејќи Авалон има неколку сегменти на работа, да речеме некогаш преку Каролина нас не викаат во Полска, да речеме, и се Каролина снима некоја фотосесија и јас сум тамо и јас сакам сам да шетам. Не сакам никој да ме... Така е и со артистите, па така може да ни се деси да разбереме дека Брајан Фери сам си го викнал шоферот во Охрид и одел по цркви, дека Ник Кейв сам се шетал, некогаш се случува, да речеме, еднаш во историја се деси, може би генерално гледано, кога се тие некои стадионски атракции во прашање, најголемото име што сме го работеле глобално, затоа што таа година свиреше на светски фестивали, као хедлайнер пред 100.000 луѓе, Green Day, да речеме, во Београд кога ги работевме. Green Day нас преку тур менаџерот не повикаа на вечера. Тие се единствен бенд кој што нас ни платил вечера и условот беше тие да си го одберат ресторанот. И тие дојдоа нас да не земат од хотел со нивното комби и тие не однесоа на вечера некој ресторан што тие си го избрале. Значи, генерално гледано во овој бизнис има свашто. Можеш буквално, па да речеме, имаш ситуација во која првиот пат кога ги работевме Simple Minds, Джим Кер, шефот на Simple Minds, го носеше татко му, кој што им беше супервизор на куварите и кој што инсистираше да
му најдеме некои традиционални македонски работи што ги има по пазари, буквално свашто се дешава во овој бизнис. Многу, мислам дека колку пати да слушаме нешто да раскажеш за што се случувало, секогаш има ново. Проблемот е што ја заборавам и проблемот е што зависно од прашањето и моментот што мене ми текнува, иначе тоа е добро. Тоа е добро. Тоа е кога има искуство, не е едното нешто еднаш што се случи пред времето. Сега ќе те прашам, ама сакам вака од прв момент да ми кажеш тоа што ќе ти дојде со еден збор на памет. Најдобар простор во Скопје за концерт. Отворен. Отворен? Арама стадион. Добро, така и си мислев. Кој што горе-доле ние го измисливме и го промовиравме. Точно. Филм или серија што последно време си ја гледал? Исто со еден спор. Види, мене тука е најлесно да ме прашаш што не сум гледал, што не си гледал? Вака Black Rabbit ми остави најголем впечаток и мислам дека последната епизода е нешто од приватни причини. Мислам, јебеш серија ако не се најдеш во нешто во тоа. Да. И мислам дека од приватни причини многу ме потресе последната епизода на таа серија. Добро. Вака се отвори в поише него што треба. Ако ќе се изгледа сега... Тоа е суштината на подкастите, мислам. Апсолутно. И тебе лично, многу е тешко, нели, не ќе оној одговорот, сите ми се исто, кој прст да ми го пресечете, поише ќе ме боли и слично, ама кој ти е омилен еден концерт што ти однака ти преубаво на душата дека си го направил? Немам тука дилема, само се два во едно. Најомилен концерт во живот кој што го правил Авалон ми е концертот на Faithless, првиот пат, 2002 или 2003 година, Хала спортува на Новом Београду и СРЦ Кале. Значи, ако можам да поделам од 100%, 60% е на Хала спортува на Новом Београду, 40% СРЦ Кале, али ајде да речеме тоа е тоа, затоа што мислам дека и Београд и Скопје за прв пат тогаш се соочија со толкаво ниво на квалитетна енергија. Ја и ден денеска не ми е јасно како не се срушија халите на Инсомнија, да речеме, на God is the DJ. Стварно не ми е јасно како не се рушија салите. Ние сме биле 6-7 оделение, се пушташе секаде. Faithless, значи на детски роден ден и уште не беше пуштен. И Faithless е така, Faithless емоционално сум јас врзан со бендот, затоа што сите концерти на Балканот 13 ги има, Авалон ги правеше и можам да кажам дека не поише од 4-5 артисти има, да речеме, со кои што во овие 30 на години повеќе пати и пријателски сме разговарале, со Макси Джез, со Брайан Фери, така 2-3 артисти се, немам многу, а со Faithless можам да кажам дека ако можеш да бидеш пријател на одреден начин со светски артист, постоело пријателство помеѓу Авалон и Faithless. Супер. Што значи за нас како Балкан и како регион, ама и особено како Македонија, како една земја во која што никогаш не ги гледаме работите како светски, да се донесат вакви имиња? За нашето општество, кое е значењето и влијанието? Сега не знам, сакаш да збориме општо генерално, да збориме за Моментов, да збориме... Ајде за Моментов. Па, види, тоа што јас прво, да кажам јавно овде во просторов, во етеров, од кога почина брат ми, има 10 години, јас секоја година се борам со самиот себе си да не престанам да ја работам оваа работа. Сега, има оваа работа е кој да си во италијанска мафија или кој да си во некоја многу сериозна коцка, не можеш да излезеш никогаш, затоа што додека го работиш ова што е сега, ти веќе букираш нешто за после година-две и не можеш се ти да речеш чекај, стоп. Ама јас стално се борам да најдам некои мотиви, затоа што генерално гледано, мислам дека тоа го кажав сега скоро, постои кај мене некое големо разочарување во последниве 2-3 години поготово, ама па од тоа големо разочарување исплива еден инат на крај. Разочарувањето дојде до тоа да
Не сакам сега да претерувам, ама нормално е, реално е, еве да кажам дека во 365 дена, барем 20 до 30 пати во текот на годината, мене ме запираат на улица и ми честитаат и ми се заблагодаруваат луѓе што не ги познавам. Со реченицата да не бевте вие овде ништо, да не си ти овде ништо. Тоа е име реченицата и тоа е, мислам дека ако нешто можам да кажам што ме одбележува и што ме прави да се чувствувам горд, тоа е таа реченица: без вас овде ништо. Истите тие луѓе сега во последниве 2 години само што не ми се смеат во фаца и ми викаат: добро бе, до кога бе више ова вукојебина бе, вие за џабе се мучите, мајко му овде гледаш како е све под сите дна, ова, она, и сега ти си викаш чекај тука е инато те питам. Да, и сега ти си викаш чекај сега, јас живеам овде, работам овде, сум го зезнал на некој одреден начин и детево да остане овде. Детево е голем ентузијаст и голем локал патриот и се свикам ја чекај, па сега не може тоа така. И сега во моментов ние сме некои антипод на стаорците, знаеш. Ако од една страна имаш еден просечен скопјанец кој што паѓа во депресија затоа што е во параноја дека може да го изедат стаорци, ние сме сега тука да објавиме некоја добра вест и да рече тој истиот да рече: па видиме, може и ние да сме дел од нормална Европа, еве се може кога се сака. Значи антипод сме на лошите вести овде и тоа е главниот мотив кој што ме тера барем до идниот септември. Сега постои исто така еден генерален проблем, што букинзите одат толку брзо да идниот септември е 2026. Ние сега наскоро ќе објавиме 2 концерта за октомври 2026, што е скоро после година дена. Да. Сега е проблем што јас вчера добив некој реквест за да речеме за една опасно битна и голема работа за лето 2028. Пази, лето 2028. Тука ќе бидеме и град на културата, може треба така да идеме. Тако станува бизнисот, се оди толку брзо, се оди толку убрзано, да јас ти викам, мотивот во последно време, иако јас мораш да бидеш прагматичен ако не сакаш да пропаднеш во овој бизнис, со огромна доза на ентузијазам, квалитативна, ама овој инат дека ништо не оди и дека сме тотално блокирани, поготово од соседите, а ние, бога ми, сме биле многу битен фактор како Авалон во тие соседни земји. Еве да ти кажеме на информација се колку мене ме боли, сега да речеме објавува Софија еден фестивал во кој што се The Cure, Gorillaz и Моби, а првиот модерен концерт во историјата на Софија и на Бугарија, бидејќи тие цел живот беа хеви металци и го правел Авалон Молоко во 2001 година. Да. И сега кај одишле тие, кај сме ние, разбираш. И мене ме боли, јас се трудам. Како не, колку сите можам, не боли тоа. Јас се трудам Македонија да биде Европа и свет. Јас памтам дека имав братучеди од Белград кои што доаѓаа во Скопје за концерти, за неколку концерти, и као можеле ли да спиеме кај вас, овој ќе дојде, купивме карти, апсолутно со расширени раце, секогаш Скопје ни прифаќаат луѓе да доаѓаат. Ама исто како да ти кажам сега, исто Ама летово не бевте лоши во тој дел, значи не донесовте сериозен туристички капитал. Ние бевме благодарение на мојата неверојатна енергија и некои приватни канали и кои што јас ги успоставив во тој бизнис до 2019 година. Ние бевме сериозен играч. Ние 2019 имавме овде 6 концерта кои што ниту една друга држава во регионот ги немаше сите 6. Стинг, Лени Кравиц, Брайан Адамс, Ерос Рамацоти, Тивери Корпорейшн, Хувер Фоникс, и дојде короната. Да. И после короната све се смени. Ние гледавме дури и статистички податоци, дури ни во кино луѓето не се вратени како што треба. Не, овде е проблемот што после короната цените порасна не за 100% во нашиот бизнис, него порасна за 500%. Да. И сите трошоци на станаа луѓето безобразни, да, значи сите станаа безобразни и тука многу тешко ние се бориме, да речеме исто. Огромен е процентот на македонци кои што одат во Европа по концерти и купуваат карти
од 100 до 350-400 евра, а овде има проблем да платат 50 евра. А да речеме 2000 денари за некого е многу, али 2000 денари во музички бизнис, 32,5 евра не се ништо. Што имаме агент Род Мексвин, тој вика, тие пари се за пинат, за кикирики, не се за карта. И тука е... Да, ама и многу влијае доходот во тие земји. Значи, ние, дај Боже, да имаме пари, и они ќе сакаат сигурно да платат, ами треба знаеш да ти кажам, Јована, што е проблем. Мислам дека генерално гледано тоа го видов сега со Ник Кейв јас. И сега ќе кажам одредена работа која немаше никога да ја кажам. Мислам, македонското право чврсто и езгро на публика на Ник Кейв генерално гледано има проблем да дае 50 и 70 евра за карта. Тоа се оние високо интелектуални луѓе кои што слушале многу квалитетна музика, а такви луѓе не се криминогени бизнисмени кои имаат пари за јахти и во Дубај да седат по 3 месеца. И поради тоа имавме, мислам дека погрешив, криво ми е, undercover дадов карти на многу луѓе, за кои што знам дека се права публика на Ник Кейв, а дека немаат пари за карти. А додека странците, тоа ми беше интересно, странците па ефтино им било. Така, управо ми е тоа контекстот на муабетот. Од друга страна па имавме ситуација за прв пат во историја на Македонија, да е односот на странци и на домашни на еден концерт 50-50. Имавме за прв пат во историја на Македонија, од кога постои организација на концерти, да имаме поише публика во фан пит него во партер, каде што картата беше поскапа. Партерот беше 50 евра, фан питот беше 75 евра, ама 95% беа странци во фан питот. Од цела Европа имаше луѓе. Ник Кейв е таков артист, го следат луѓе. И сега кој што рецимо македонец купува за 5000 денари со Ryanair ефтина карта, и овие купуваат ефтина карта, кај него му е карта 300 евра за Ник Кейв, а овде 70 евра фан пит. И имавме за прв пат во историја поише публика во фан пит него во партер. Предобро. Да. И туризамот така се гради и се гради на тој начин. Генерално гледано, да, тие луѓе јадат, пијат, спијат, ја да речеме се за масива. Може ќе се вратат, ако нема ставарци, може ќе се вратат. Па види, ја искрено се надевам дека новиот градоначалник, и имам со него вака некој муабет, дека се најдовме на некоја, тој вика ти само прави концерти, ја му викам ја ќе правам светски концерти, ама ако ти исчистиш да не се брукаме, па сега да видиме. Да, така ако биде тој што мислам јас дека ќе биде. Па двајцата би требало, кој да биде треба да исчисти. Точно, да си жива и здрава. Тоа се треба да. Види да ти кажам, не знам се точно, ама има сигурно 5-16 години. Може би сега тие што ја гледаат емисијава ќе им делува неверојатно, ама Македонија имаше своје издание на Playboy. Јас памтам, да. Така, и негде во вториот, третиот број ја имав едно джиновско интервју на некоја 20 страни. И фотосесија соодветно. На кој насловот беше го подигаме нивото во спуштање на критериуми. Така е. И сега мислам дека е време да се стави крај на тоа, да има некоја основна база во која замисли ти ситуација да све беше супер околу тоа, дека Ник Кейв самиот се шетал, самиот се сликал, самиот сликал, самиот постирал. Ја немам никаква гаранција, немам јас, нема никој, дека во денешни услови Ник Кейв немал да ги слика контейнерите и џубрето околу контейнерите и да ги постави. Пази, немаме никаква гаранција ние за тоа. И какво е лицето после на државата? А ја ризикувам. Значи, Ник Кейв е концерт, нема пари, никој не може да заради пари на артист како Ник Кейв во Македонија, тој концерт го правиш за љубов, за кейф, за идеали, за лајфстайл. И се замисли уште таква брука доживуваш, знаеш. Мораме да ги дошол да ја презентираш државата. Точно, мораме да ги решиме тие базични проблеми во секој случај. И сега еден малку и за тоа што се создавало заедно со Авалон во текот на годиниве. Пример, и сега за кратко ќе можат, ако зависи ако премиерата ја гледаат, за кратко ќе можат да ги слушаат и во живо арија.
Јас кога бев дете, тоа беше многу напредна една музика. И првото ми текнува меѓу првите цедиња ми е тоа што излезе тогаш на Арија, има концерт во Универзална сала, па ние дечиња со другарка ми тука. Ти си концерт, вака сега. Тоа е златното време на македонската музика. Ја никогаш не ми била скромноста врлина, ама таа се базирала на аргументи. Се јас и ти можеме 4 сати да разговараме само исклучиво за работата на Авалон во сегментот на македонската музика. Ние имаме некои 5-60 албуми издаено, имаме некои 150 спотови isproducirano. Тоа е времето во кое ние почнавме со 001 издание некаде во ноќта на Тоше Проески. Да. Првиот албум, па мислам дека вториот беше Овој врати на имагинација на Арија, па третиот беше на Нокаут, па четвртиот беше на Ерзана, па петиот беше на Врчак, па шестиот беше првиот на Каролина, па после тоа беше тука Брейк и така натаму и така натаму. Тоа беше стварно време кое на крај нормално го скења медиумите, као што 90% работи во Македонија и ден денеска тврдам. А зошто? Дека се па знаеш како, тоа беше видело магарето дека е коњот секси со тие две потковици и она ги дига, и магарето ги дига нозете да добие исти потковици. Наеднаш имаш 7, 8, 10, 15, 20 артисти кои што се една тотално уоквирена слика, значи квалитетни се, издаваат албуми, може да направат концерт, постои интерес да се купи карта. Јас сега да речеме, ќе кажам, музиката им беше на многу сериозно, една значи јас албумот на Врчак, ние негде околу 20 декември го објавивме. Југотон во градски трговски центар тие 5-6 дена пред Нова година продаваше по 1000 CD-а и по 200 касети на денот тој албум. Тоа е научна фантастика. Да. Тоа е за Америка цифра се. Да. Ме разбираш? И онда наеднаш се појавија 2-3 композитори кои што почнаа да убедуваат секси медицинска сестра дека може да биде супер певачица за да ја продаат песна. И тогаш тргна антологиските текстови и атрибути на новинарите. Новата македонска звезда, таја и таја, го снима својот прв хит кај тој и тој, а ти не можеш да кажеш дека е нова звезда пред да сними прва песна, ниту можеш да кажеш дека песнава ќе биде хит пред да... И така негде во рокот 2-3 години квалитетот, толку многу квантитетот, толку многу го уништи квалитетот, да во еден момент ја реков, доста е више, ние не може да се бориме со ова. Да, но и така ние полека дигнавме раце. Кога дигнавме раце, настана нормална една дупка од 10 години, Абсолютно. во која само имаше 200 артисти со по 1 до 2 песни. Овие други престанаа да работат, да речеме Тоше Попсимонов престана да работи, Дарио престана да работи, Кукулеле се распадна, ние дигнавме раце од овие 10 артисти, останавме само со Каролина и еден период со Арија и едноставно целата таа приказна се растури, така да денес сме сведоци на тоа дека ја денес не знам дека има сцена која е способна да продава носачи на звук и карти, а без тоа нема сврха работата. Не, и за самите музичари нема, значи многу често еве ние сега ги снимаме во студио младите музичари, сакаме да им дадеме простор, зашто верувам дека по друга страна имало простор за македонска музика, некогаш и за нова и за авторска музика. Секогаш има. Сега малци и на глобално ниво во последниве 10 години се изменија. Ама гледам дека сите имаат втора работа. Значи тоа е за мене искрено многу тажно, ако треба некој кој што има квалитет, очигледно гради публика, место да се посвети на тоа, да работи уште 2 работи во текот на денот. За да преживее, затоа што не може да се преживее од ова. Абе, да се вратиме сега кој све снимаше и како све снимаше и зошто све снимаше во тоа време, знаеш како... Добро, ама па имало, не знам, и пак се издвојувале, мислам, пак денеска зборуваме дека веројатно сте ги распродале картите за Арија веќе. Да, и за Арија, кога спомнуваш ти Универзална сала, ние, од што не влегува сите луѓе во Саем, направивме 10 дена после тоа еден концерт или 2 концерта, мислам дека направивме во Универзална сала, со дел од купените карти луѓево од Саем да влезат и уште други пуштивме карти во продажба. Тоа сега делува
као убав science fiction филм. Тоа зборуваме за рок бенд, не се они класична поп музика, туку баш беа рокери кога излегоа, а некако резонира со сите. И сега кога зборувавме со Мија за прашањево, ама јас сепак ќе го поставам, како ги откривте, она ми вика од гости сме. Да, генерално. Не резонираат заради тоа, да, зашто се добри. Види, тука со Арија е чиста ситуацијата, иако, за жал, јас сум сега поише стар скопјанец заради годините, него гостиварчанец, бидејќи од 79-80 година живеам во Скопје, заедно со брат ми, со татко ми, мајка ми тоа време. Сепак, убавината на Југославија, па верувам дека и сега во Македонија, е дека летните месеци, јуни, јули, август, се многу поубави во помали места него во поголеми места. Да. И нормално дека во 80-тите години, кога Арија почна да работи као рок-н-рол бенд, ние летно време бевме поише во гостивар него во Скопје, иако живеевме во Скопје, и мислам дека со Ивица и со Ружица сме една година разлика, ние сме другари, ние сме слушале иста музика, да речеме, знам дека со Ружица често сме правеле муабет за Екатерина Велика, дека па после дојде време на почеток на 90-тите години ние имавме дискотека која се викаше Авалон, во која свиреа една година можеби 30 бенда од ЕКВ до Здравко Чодич, сите југословенски бендови, и од тука е таа база и на Ареа, а и почетокот после тоа на нашата менаџерско-промотерска работа. Што ни фали според тебе за да можеме да извадиме светска звезда? Ако, да кажеме, дел од државите има звезди кои што се на ниво на, не знам, сега Дуа Липа е родена во Лондон, да се разбереме, е порасната во Лондон. Дуа Липа е типична британска звезда која пее, изгледа и се однесува 1000 пати по-британски од било која британска пејачка. Да. Што е тоа што можеме ние како држава го вложиме за да го направиме? Да сум имал одговор на тоа прашање. Да сум имал одговор на тоа прашање, ќе сум го направил. Зашто регионално Тоша Каролина работата е што е сега се некако по-инстант и реално на прстите на една рака може да се избројат тие звезди кои што глобално можат да прават концерти и кои што глобално продаваат, ама стварно немам одговор на тоа прашање. Да речеме сега, не знам дали го знаеш податокот дека 200-300 илјади песни неделно на Дизер и на Spotify се аплицираат. Верувам. Да знаеш колкава цифра е тоа. Оди победи на тоа, оди исплива и на тоа. Знаеш. А исто така гледаш дека од новава музика, јас ја зезам Мија, која е голем ентузијаста, која цело време се труди да ме убеди дека и сега да речеме почнува најголемите хитови во последниве 5 години на The Weeknd или на Harry Styles, и јас да речеме кога почне The Weeknd и денеска после 3 милиона слушања првите 5 секунди не знам дали е тоа Take on Me од А.Х. или The Weeknd. Да. Сите нови хитови се базираат на одредени идеи, мирис и вкус, поготово ретро продукција и винтидж продукција. Исто така носталгија, целиот албум на Дуа Липа е. Исто така најскапите холивудски филмови, Марвел изданијата, кога сакаат да дигнат атмосфера до изнемоглост, тоа се прави со Фил Колинс или со AC/DC или со Guns N' Roses. Денес. Не се прави така да не можем ја тука. Добре, AC/DC се. Да. Тие ги продаваат каталозите што ги продаваат големиве светски артисти, ги продаваат за да можат овие во филмовиве да ги користат. Да. Не знам, цело време ме мачеше една и добивме одговор на, се да се вратам кај сериите, добивме одговор на едно прашање, не знам дали ја гледаше серијава Студио која освои еден куп Еми награди. Да ја гледаш со Сет Роган, како се изговара. Да, Сет Роган. Нека би. Сет Роган е директор на студиото и режисеркава има
некое си правило да не дозволува директори на студиото да присуствуваат на снимање на филмот. И него го пуштаат. И се него го пуштаат, знаеш. И ова му вика асистентка, му вика, што ти текна да го пуштиш овој? Вика, слушај, вика, толку вика го прескокнавме филмот за Буџетов, а сакам една песна од Rolling Stones и You Can't Have All You Want да ја имам во самиот филм, во филмот и ми вика сакам да имам 30 секунди и треба да му зееме за ова уште $800,000. Значи 30 секунди од песната во филмот кошта $800,000. Па сега ти види, молим лепо. Да. Значи тамо кај што капе врне. Да, а од другата страна послабо врне. You can't always get what you want. И мислам дека $800,000 за 30 секунди Пазите, не треба сега да им плати. Е доказ колку уствари тоа што видиш ти, ако успееш на глобално ниво, имаш пари, е тоа пазар и маркет. Лабав се после. Добро е тоа. Добро, може ке ни се случи, не знам, но мислам дека еден од начините да ни се случи е така што ќе носиме светски звезди пред група на Massive Attack беше Дина. И ќе ги спојуваме едноставно луѓето. И дали мислиш колкаво е влијанието, например, еве и економско во економијата на фестивалите светски, каде што доаѓаат и се мешаат тука луѓето. Например, Exit го има Белград. Како беше во Нови Сад. Нови Сад. Exit го има Нови Сад. Потоа во Хрватска имаме и фестивал, и мюзик. Имаше во Приштина огромен фестивал кој што донесе буквално топ артисти и баш за Exit гледавме околу 270 милиони дека и носи на српската економија. Сега да ти кажам, што значи економски? Тоа е класична лага и спин. Тоа е класична лага и спин. Exit е тотално испукана пушка, поготово во последниве 10 години, која има неверојатен имидж изградено ради тоа што прв почна и благодарение на инфраструктурата на Денс Арената. Такви цифри, мислам дека се сепак научно фантастични. Не знам како ги процениле. Види, како ги процениле и поготово нашиве медиуми ги протежираат. Јас, да речеме, имам голем респект и сум познаник со таткова на Дуа Липа, на кој му е сигурно 100,000 пати полесно да направи, да донесе такви имиња, него мене овде. И тој го прави тоа еднаш во годината. Ама тие приказни дека во Приштина има 70,000 луѓе, тоа е научна фантастика. Тоа е нешто слично колку што во Штип имало 120,000 за Дино Мерли. Значи таму има Приштина има 20,000 карти и има околу 25 до 30,000 луѓе, што не викам дека е малку. И се сериозни артисти, ама е тоа еднаш во годината. Мислам дека повеќе ми беше прашањето, знам што ти е прашањето. Што можеме да донесеме? Јас лично и носите ви? Лично мислам дека ако ние ги прво Exit не може да сања во својата историја да работи имиња какви што Авалон има работено во Србија. Да речеме Еми Вајнхаус е out of that league, Ози Осборн исто така. Сантана исто така, Green Day, затоа што Exit нема main stage кој што може да прими толку многу луѓе. Немаме ние проблем овде организацијски, ние овде имаме проблем инфраструктурен, имаме проблем финансиски, затоа што на годишно ниво ние носиме поголеми имиња него што многу регионални фестивали ги имаат само во фестивал. Јас сега отворив страницата кај вас и бев, бидејќи, нели, ние си одиме на концертите и тоа е тоа. Ама кога на едно место, кога ќе се видат кои се сте ги донеле, бев малку запрепастена. Сега замисли тоа да се... Повторно. Не, замисли да е тоа фестивал. Така е. Сега дали е фестивал или не е? Точно. Ние немаме сила и да правиме фестивал. Као Авалон си таков светски
и да правиме уште 5, 6, 7 други имиња во текот на... Повеќе идејата ми е околу ова, тука некој го пресметал, па мене ми се допадна бројката. Меѓутоа, вие носите, тоа сакав да го и генерално мене ми е секогаш интересна креативната индустрија колку носи во една држава. Факт е дека вие носите странци факт е дека носиме, да речеме, факт е дека ние кога се движев јас негде околу 5-6 сат, еве најбанално околу 5-6 сат кога се движев на кај АРМ за да присуствувам на тонската проба на масива, така и да останам тамо, скроз во глуба дова на денот, сите кафани во наоколу тамо беа апсолутно преполни и ја бев во шок. И подобро да не еднаш годишно. И ја бев во шок, викам, сега не е глуво куче, викам, глуво куче газење во 5 сат, што не си одат дома овие луѓе. Доаѓа после тоа едно детенце, еден мој љубимец во Авалон, што го викам Аржентина Арджент, ми вика, шефе, вика, цело Косово вика во глуво куче. Еден македонец вика, нема, сите овие чекаат да одат, разбираш. Тоа ми беше и поентата. Ние имавме ситуација, Брајан Адамс, кога го работевме, има интересни работи. Брајан Адамс, кога го работевме 2019 беше Брајан Адамс, да речеме, 2 автобуса од Солун дојдоа на Брајан Адамс а Брајан Адамс свиреше и во Атина. Едноставно има некои чудни работи, овие од Солун се љубоморни што не им свири никој у Солун и Скопје идат, живе и поблиску им е. Исто имаме таква ситуација, да има артисти, ние ги работиме и во Београд и во Скопје, од Ниш идат во Скопје, не идат во Београд. Поише сакаме да се шетаме низ Скопје, него Београд и факт е дека сега има еден нов момент од минатата година. Јас разговарав со министерот Љутков минатата година, во кој државава ја укина Агенција за туризам и туризмот е сега во Министерство за култура и за туризам. Добра. И јас очекувам мене некој да ме викне тамо и да каже, добра, ајде сега ние шо правиме за да извлечеме некој уште поголем бенефит во овој сегмент од носењето на да се потрудиме дали да речеме ако вие донесете на градски стадион некој што ќе има 35-40 илјади луѓе, колкав ќе биде освен маркетиншкиот бенефит, види Јован, највака да бидеме реално да правиме муабет, ама најреално. Не сум размишljал на темава, сега си правам муабет додека зборам со тебе сам со себе си. Мислам дека во моментов многу побитен е морално водниот момент во подигање на само почитта и само поуздањето на македонецот дека можеме, апсолутно, него тој финансиски бенефит, за финансискиот бенефит сепак нека се грижат многу поише политичарите и стопанските субјекти. Мислам дека најголем, ако ме прашаш мене во моментов што е најголемиот проблем на Македонија и на македонецот, тоа е јебениот дефетизам. Постои дефетизам во кој што луѓето имаат изгубено само почит и само поуздање. И мислам дека ова што го точно, и мислам дека ова што го работиме ние игра многу голема улога во тоа. Тоа најмногу го видовме летово. Јас сум сигурна. Тоа најмногу го видовме летово со Армин ван Бурен во Битола. Значи Битола 2025 години, кога што постои ова сегашнава цивилизација, немала такво име како Армин ван Бурен и таков спектакл. И тие станаа свесни што им се случило. Тие се горди како народ, горди како луѓе, одат со главите дигнати. Мислам дека 3 пати им беа подигнати главите после Армин ван Бурен, него пред Армин ван Бурен. Па греото е на широк сокак. Точно, знаеш какво самопоуздање им доаѓаа луѓе од цел регион на Армин ван Бурен. Тоа изгледаше во некои моменти, освен бината, шоуто, изгледаше исто као на Tomorrowland, jer за да ти настапи тој ти треба да ги исполниш истите услови као секаде. И мислам дека улогата и значајот на тоа што го работи Авалон продукција во моментов е многу поголем и треба да е многу поголем во овој сегмент и тој да делува кај сите, во сите сфери, да рече дека ние можеме, дека ние знаеме, дека
Вардар може да игра во лига на УЕФА, дека МЗТ треба да игра во АБА лига, дека Вардар треба пак да освои во Ракомет евротитула, дека е сасвим нормално сега тоа што го имаме во вторник и во среда, филмов на Депеш Мод што се прикажува ни цел свет да се прикажува тука. Во тоа си ти Европа или не си Европа? Да, најмногу. Дури и додека да влезеш. Во реалниот живот, па на крај краишта, ако ти е тебе европски животот, па и не можеш да влезеш во Европска унија, ако ти е тебе европски животот, а треба сите да работиме во сите сегменти животот да не биде европски. Апсолутно се сложувам. А во делот на економијата, многу е битно како се осеќа народот. Има некои, затоа што работат многу со економисти или докторанти на економија и така натаму, кои што читаат баш економски теории, има теории кои што докажуваат дека ако луѓето се среќни и веруваат дека можат, дека не се најлоши, дека треба да трошат, дека ќе биде подобро ако ништо друго, тогаш и оди добро и на економијата, така да едното со другото не се одврзани. Апсолутно Дали ме разбираш што ти кажувам? Разбирам како не. Генерално гледано, не може економијата на Скопје, еве, и да го востанувам јас, ние да востановиме овде тродневен фестивал, на кој што ќе има по 5000 странци, генерално квалитетот на животот на македонецот, тоа за стално не може да го смени. Ама ако промената на мајнсетот дојде преку поише вакви работи кои што се на европско, на светско ниво, тоа може да влијае во генерално подобрување на стандардот преку константна работа на стопанството 365 дена во оваа држава, во која за жал, пак ќе кажам, јас често користам некои сегменти, некои муабети, искрено се надевам, искрено би посакувал мојот бизнис и мојата кариера и нашиот бизнис авалонски, пред се работи на два сегмента, на инстинкт и на предвидување. И на ризик. Ризикот го тргам настрана, ризикот и адреналинот и кејфот сепак не би постоеле. Да. Не би можел да ги мултиплицирам во бизнис ако немам некој инстинкт за тоа што ќе помине или нема да помине, ако не предвидам што ќе се случи. Лично мислам дека ајде да речеме дека се затвори тој негој циклус од горењето на модуларната болница во Тетово, со муабети весеа дека нас ќе не јадат сторците од која нема што да јадат околу, ништо све ние поминавме, 2 автобуса ни изгореа. Закочани. Ова сиротово девојче што е убиено на најидиотски, на најмизерно неинтелигентен начин, ти да мислиш дека можеш да извршиш такво убиство и да автобусите ги спомнавме, модуларната болница ја спомнавме, кочани. Искрено мислам дека ова сега со контейнерите дека е затворање на некој негативен циклус после кој ние го допревме дното и подрумот на дното и дека сите ние сега ќе даеме свој допринос на македонски, да не биде. И не допринос, придонес, дека ќе даеме да тргне малку на подобра работата. Зашто не може да продолжи подобра работата. Да, иако во целиот овој период ние работиме константно, ти си свесна или не си свесна колку влијаат овие работи. Значи, овие работи што ги наброив ја, колку влијаат во желбата и во волјата на луѓето и колку се одразуваат и низ цифри на ентертејнментот. Значи, ти пушташ карти во продажба за некој ивент и се случува ова убиство во Велес. Све стои. Сите луѓе се фокусирани на тоа. Во Тетово, ако нема струја и вода во Тетово еден ден, се рефлектира сега преку социјалните мрежи, се шири само дефетизам
ние за ништо не сме, нас за ништо не бива. Па што, дај тогаш луѓето се во апатија и не прават ништо, дај тогаш некој нека ни спичи една атомска бомба и да се решиме, да се спасиме. А за тоа време сега ти работиш да дојде овде Ник Кейв, работиш да дојдат овде Масив Атак, работиш да дојде овде Армин ван Бурен и многу е тоа една диспропорција има да не оди. Ама како ова другово, односно тие што сакаат нешто добро да се случи да преовлада. Мене искрено на момент ме нервира пристапот на многу паметни луѓе, многу стручни луѓе во своите области што ги познавам, кои што викаат ќе си стојам јас на страна. Не треба да се стојат на страна. Ако сакаме да биде подобро, тие се тие што мора да ја прават промената. Најдобрите од нас, не најлошите. Што ти кажав ја за Ник Кейв? Најмногу пари нема за карти најпаметните и најинтелигентните луѓе во Скопје. Што е необјасниво е тоа. Тие би биле во Западна Европа милионери. Па би биле сигурно. Овде веројатно ги прегазил системот. Едноставно, да. И ги тера да не сакаат да направат, така што мислам дека е многу битно да дојде Ник Кейв, они да го видат и да сватат дека се може. Сепак и кај нас може нешто се направи, еве јас во мојата област ќе тргнам напред. Тоа е добро. Сега Мија успеа, не знам кај нашла. Јас сум дал некој интервју во кое стои држава без концертна сала не е држава ради случување во Соарија. Од тоа време пред 25 години, да. А универзална постоела тогаш. Значи, тогаш не постоел Борис Трајковски само, али тогаш постоела универзална. Тогаш сме имале Луна парк, тогаш постоел Скопски саем. Тогаш постоеше Макдоналдс дури во аеродром, трговски центар Бисер кој што е сега познат по продавање на пипер и патлиџан на тезги околу наоколу. Имаше еминентни бутици. Мене ужасно ми смета тој пад на Скопје, а јас во мојата бранша придонесувам да се случуваат сега работи што биле незамисливи за овој град и за оваа држава кога била во Југославија, а Скопје во таа Југославија имало одредени работи кои што биле дури над ниво на Београд и на Загреб. Значи, сега да ти објаснам, во Београд и во Загреб свиреле Мајлс Дейвис, да Ролинг Стоунс и Тина Тарнер, а Загреб и Београд немале трговски центар затворен како што бил овде градски трговски центар. Да, ние секогаш сакаме да викаме ние ништо дека нема. Сега да ти мислам, викни кога сакаш да разговараме на темава. Кога свирел Мајлс Дейвис во Београд, Београд имал железничка станица Кокошарник, Македонија, Скопје имало железничка станица на спрат, каква ден денешен нема ни Париз нема таква железничка станица каква што сме имале ние тогаш. Објект како МОП, underground објект, како Македонски народен театар бил научна фантастика за Загреб и за Београд во тоа време. Зграда модерна, како зградата на Македонска радиотелевизија, била научна фантастика за тоа време. Зграда како НИП Нова Македонија, сите овие објекти сега имаат шугави тоалети во кои нема тоалет папир. А тогаш во Македонија никој не настапувал и Биело Дугме и Здравко Чолич овде правеле, што ми кажа мене Горан Брегович, у Скопју смо увек градили најгоре тезге, а сега ние овде носиме такви големи светски имиња, а имаме таков пат на градов и држава во однос на некои други градови и држави во бивша Југославија и во регионов. Затоа треба паметните луѓе треба да сватат дека мора да даат свој допринос сидрото да се откотрле и да трне напред. Добро, еве да те прашаат што ти треба тебе за да креираш повеќе концерти вакви, за да повеќе луѓе дојдат тука, за нашите да бидат за да креираме ние као Авалон, реални да бидеме, за да креираме ние како сега се вртиме во круг, за да креираме ние повеќе концерти, сепак треба да има појако стопанство кое ќе може финансиски да ги испрати тие концерти. Затоа што за жал не се бесмислено се ефтини влезниците за концерти, али сепак тие не се приоритет, затоа што луѓето со броените пари имаат поголеми приоритети во животот. Кога луѓето би имале поише пари за култура, би имало и многу повеќе концерти. Види, јас во оваа бранша сум поминал се. Ако пред 25 години било кој си ти, што е тоа Македонија, што е тоа Скопје,
Зошто јас мојот артист воопшто да го пуштам во Скопје? Дојдовме во некоја ситуација пред 15 години да ние одбиваме по 5-10 сериозни имиња во текот на годината и сега агентов мене ми вика, бе чекај, до вчера ме молеше, сега ми одбиваш. Да. Па после имаме и тука еден куп абсурди, му викаш, ја не можам да го работам ова затоа што имам продужен викенд и сите се во Грција на море. Тој вика, како одат сите на море? Ми викаш дека сте најсиромашни во Европа, ми го спушташ фито, имаш најниско фи на светот за артистов, а вамо ми викаш дека сите одат на море. Добре, и мене вага ми растат рогови. Разбираш, мора да, како да ти кажам, значи, Алиса во земјата на чудата, живееме во... Да, Грција на море, мисламе, стварно близко. Да, ама 20 пати у годината. Ми се чини дека камперски... Види, ми се чини дека македонциве, за жал, ги изгубија сите приоритети, освен продолжените викенди, и тука најмногу губи Скопје, и тука мора да се стави прстот на чело. Милиони евра се одливаат за продолжените викенди во околина на Македонија, затоа што градот не пружа никаква инфраструктура за тие пари да бидат оставени во Скопје. И да, тоа што би правел во Скопје за продолжен викенд? Точно, ништо. Ти сам кажа дека дури по малите градови повеќе можеш нешто да направиш. Океј, тука е водно. Види, јас сум кажал неколку пати и тоа Детево, значи не можам да го тегнам по улици веќе за продолжен викенд. Може кој сака да дојде овде крши мене и да ми рече не си во право. Абе ти само овие концертиве што ги правиме Авалон тргни ги од Скопје, другата голема количина на екс-југословенски концерти не ги рачунам, затоа што тие настапуваат секаде низ Македонија. Да. Тргни ги концертиве што ги прави Авалон и затвори го Синеплекс во Сити Мол. Никаква разлика нема во квалитетот на животот како метропола помеѓу Скопје и Струмица, Гевгелија, Битола, Прилеп и така натаму и така натаму. А тоа е најголемата брука и срамота на Скопје. Не знам колку време имаме да ти кажам, да речеме 93-та година Психомодо Поп ние ги работиме. И Психомодо Поп ради авиолиниите, тогаш ни паднаа 2 авиони, едва ги натеравме да дојдат со авион, 7 дена останаа во Скопје. И ние работевме петок Скопје, сабота Штип, недела пак Скопје. После Штип во сабота, кога се вративме во Скопје, овие викаат ај се да излеземе негде носите не во град. И ние ги носиме прво во дискотека Силекс. И тие пажаат во несвес. После Силекс ги носиме во Маната. Тие викаат, па шта е ово човече, ово нема во Лос Анџелесу. Ние викаме чекај, има уште. После Маната ги носиме во Хардрок. Како да ти кажам, од тоа Скопје... Во летната, таа што беше огромна... Комбо што беше. И сега ти како... А сега просечен македонец у диско најмногу искача на Халкидики. Па, затоа што нема диско? И не знам кој беше сега, дозволи. Секој ден имало диско. Тогаш бил настан за Скопје Психомодо Поп, сега настап за Скопје е Ник Кейв. Значи, кај сме отишле ние во бизнисот горе, а кај отишел Градов доле. И сега Ник Кейв не можеш да го изнесеш никаде. Тоа е тоа што мене ми смета. Дали мислиш дека диско културата е мртва на ниво на свет или ние ја напуштивме, зашто Скопје беше голем центар за диско? Секаква култура во Скопје е мртва, за жал. Значи до нас е? До нас. Добро. До нас е. Не е оправдано што нема бар 2 сериозни електронски клуба во кои што ќе има по 1000-1500 луѓе на вечер. Ако диско културата е замрена, свесни сме дека е замрена, да речеме, а мислам дека најголема забава во Скопје моментално е седењето пред и околу згради. Да, пред кооперација. И се дојдовме ние во 21 век кооперација систем во Скопје. Добро, ама и соодветно, например, баш тоа го размислував во делот на музиката што ја примаме. Главно на телевизија има еден вид на музика. Јас лично немам никаков против ниту турбо фолк, она ново компонован македонски. Сите се супер, има многу квалитетни музичари кои што
свират во тие состави и така натаму. Меѓутоа на телевизија нема никаква друга опција и автоматски тоа нормално носи луѓе во кафана. Имаме друг момент каде што алгоритмите на YouTube ти даваат тоа што слушаш. А кога ќе отвориш прв пат YouTube, без да има за тебе информации, ти дава прво Цеца, Аца Лукас и тоа што најмногу се слуша во регионов, и да кажеме нешто измеѓу турбо, фолк и трап музика, која што исто е прифатливо за како Балканот. Широки што значи, балкански маси. Ние, бидејќи телевизиите немаат помлади луѓе, кај што може да им понудиш и различна музика, каде што може Наум Петревски, Супер Хикс да седат заедно и да свират, или Нокаут, Ареа и Каролина, моментално сме сведени на тоа што сите слушаат, сите ќе слушаат. И на YouTube, и на телевизија, и секаде. Како да излеземе од таа матрица, зашто нема да одат луѓето во диско, ако нели не ја знаат таа музика, никако не били изложени. Па, не знам, во принцип, сега мислам дека многу локални проблеми што ги имаме ние, доаѓаат од надвор и се на глобално ниво. Да, генерално MTV се затвора. Too much everything и too much information се најголем проблем на денешнинава. И ја не знам како можеш да се бориш ти против тоа, затоа што едноставно тоа доаѓа од надвор. Јас гледам дури и мене ме стигнува тоа во некој сегмент, да речеме, јас многу слушам музика. И мене ја да речеме... Замислете. И ја можам да чекам, да речеме, со години, 4-5 години да искочи новиот албум од Pulp. И да речеме, ако пред 15 години, кога ќе искочил новиот албум од Pulp, јас се сум правел како да го купам на винил или на CD од надвор. Сега тој ми е присутен во спална, на дизер, на слушалици. Да. Ја не наоѓам време да го ислушам и немам волја, затоа што е се пребрзо околу мене и пак идеме околу тоа too much information и too much everything. И тука се најголеми жртви децата. Ние и пак младите. и младите. Ние пак колку толку можеме да направиме некоја селекција. Тие веројатно не може да направат селекција. Некоја поентата на еден артист да издаде албум што е смислен од почеток до крај, ако ти слушаш една песна од тој албум. Никој не тоа е проблем. Порано на пример со плочите, баш тоа го зборувавме дека било како хоби. Ја ставаш плочата, седнуваш и слушаш музика од тој артист. И стануваш, кога завршува плочата, пак да ја пуштиш назад. Мора да станеш да ја пуштиш назад, мора да станеш да ја завртиш. Сега да речеме, сам Мик Джегер вика дека новиот албум на The Rolling Stones и новите песни никого не го интересираат. Јас знам дека Лени Кравиц има одлични нови албуми, дека Брайан Фери има одлични нови албуми, дека Стинг има одлични нови албуми, ама за жал тоа никого не го интересира. И тоа е прво глобален проблем, за да ние овде локално би размислувале како да го решиме. Сега со виниливе, прочитав една информација дека убедливо без конкуренција најчесто како подароци се носат винили. Да, и ние многу пати сме подариле, кај што знаеш дека слуша некој. Така, па поради тоа сега ние одлучивме од Ареа Винилов. Тоа беше и повод за... Јас сум му рекол на Ивица пред некои 5-6 години, иако ние не работиме со Ареа, сега сум му рекол на Ивица, ако имаме некој јубилеј од тоа што го работевме, дај кажи. И тој ми вика, сега вика, Боби, 25 години од Врати на имагинација. Викам, дај. Многу голем албум е Врати на имагинација. Значи, сите мои слики, френд, Одведи ме, Очи ангелски, кај што си ти, биди мој, ти би сакал, ти дадов се под звездите. Многу голем албум, сигурно една од најголемите македонски, еден од најголемите македонски албуми по распадот на Југославија на сите времиња. И ја едноставно сакав да се одбележи тоа, да направиме винил, затоа што сепак винилот е тоа што останува. Винилот кога го отвараш, уживаш, да речеме. Да, дури вака имам една паника дека... Така. Значи, тоа е, дали е Radiohead, дали е Ареа, тоа е тоа. Значи, А-класа е направен винилот и тоа беше и поводот на концертов. И едноставно, сега се зедам со самиот себе си, ова 25 години Ареа, Врати на имагинација, од концертот на Сем, е уствари доказ колку сме млади
Затоа што сега слават јубилеј 50 години Биело дугме. Да. 60 години да Rolling Stones. Дали сваќаш ти колку сме ние млади и уште колку нас работа не чека, да речем? Уште многу. Мија, со Мија некад правиме муабет, поготово во мојот бизнис, ова е смешно да го кажам, јас имам 59 години, и кога разговарам со агентиве, сите тие ми викаат мене, you are practically a child, Бобан. Тие се сите 75 плюс. Тие се од времето, почнале со Джими Хендрикс, сега работат со Адел. Значи, овој работел со човекот кој што го однел Роберт Плант во Лед Цепелин, Род Максвин, сега е агент на Maroon 5. И тој има 77 години, он е 20 години постар од мене. Да, и во бизнисот точно, и он ќе биде и ние во нашиот бизнис сме додека дишиме, нема пензија во рок-н-ролот, да разбираш. И сега ја некад се жалам. Што ќе направиш се откажеш? Јас се жалам некад, се жалам на годиниве и тие ми викаат, а 90% се над 70 години, затоа што тие го восстановиле бизнисот, знаеш. Да. И тие не си ода, нема пензија во тој бизнис. Абе вика ти си дете за нас, ово викам супер. Што убаво, па само со нив да се дружиш, баш убаво. Па исто и овие Брега Чола се по 18, 19, 20 години постари од мене, така да кога го гледаш Чола како прави по 4 сали, како прави она не склекови, него чучњеви, како, абе му викам, јасен ми е чучањов што го правиш. Годиниве нешто. Не викам, не ми е јасно од каде ти сила на крај на концертов да го правиш. А викам на почеток, ти чучан правиш на крај. И така да. А Грейс Джонс? Да, Грейс Джонс. Што беше тоа вака? Да, Грейс Джонс е 20 години постар од мене. Значи како да ти кажам, Боб Дилан е 30 години постар од мене. Страшно. Значи и се тие си функционираат она најнормално, што да кажеме за овие па за Rolling Stones? Не, него Мик Джегер, Роберт Де Ниро, Ал Пачино од 80 до 85 година прават деца, секоја година по едно дете прават. Добре, сега малце. Екстремно, тешка екстрема, знаеш. Ама не, тука пак сакам да им се обратам на некој одреден начин на луѓево овде. Овде имаш 10 пати постари 30 годишњаци него во мојот бизнис 85 годишњаци. На 35 стар си, не можам више, моето да, и тоа е жалосно. Значи, ја во мојот бизнис не сум слушнал човек кој што рекол моето заврши. Значи, тоа кога правевме муабет дека мене ми нудат артист за 2028 година, а човеков што ми го нуди тој артист има 77 години. И мене се и оне као, да бе, се гледаме за 2 години. И ја му викам, абе, чекај бе, викам, што ти е тебе? Абе, вика, како еден блинк, вика, ќе дојде 2028 година, знаеш. И така и во тоа се гледа дека само овде си стар. Надвор нема стар, надвор има колку ти држи гъзот. Крај на приказната, тоа е. И што правиш и што си направил. Што правиш секојдневно. Многу ми се свига дека младиве ги вратија винилите, што е супер. Мислам дека до овде им дојде од истиот звук на Spotify, една песна, друга песна, трета песна, ништо против Spotify, ги обожаваме, ама реално има разлика во слушање на цел албум. Мораме да бидеме реални, многу голема работа јас сум на Deezer. Многу голема работа ми заврши Deezer, затоа што едноставно доаѓаш до некои изданија кои што си ги пропуштил, да речеме, јас сум слушал за некој легендарен албум на Марвин Геј и сега тој албум е само 3 секунди далеку од мене. Да. И тоа има убавина, колку што има убавина одмотувањето на овој винил, да дојдеш ти дома кај мене, дома кај нас, на сите страни има музика. Значи, на сите страни овде е вака, стои овој винил, онде стои овој винил, овде стои од Макси Джез мајца, овде стојат патики од Джим Кер, али најмногу има винили и книги. Да. Се тоа у телефон да го имаш, па не оди и тоа, ме разбираш. Веројатно двете имаат плюс и минус. Од една страна да си жива и здрава, музика што не бија до никогаш. Исто така да речеме некои одредени големи имиња од 60-тите години кои не можеле да дојдат до мене, сега ги имам на 3 секунди се од мене. Да. А си ги чекал тогаш може би. Не сум ги читал. Не сум ги читал, да речеме
во 80-тите години во Jukebox сум читал за некој амерички бенд кој што бил добар 67-68 година, кога ја не сум бил роден, да речеме, и ти не можеш да дојдеш тогаш до тој бенд. Сега тој бенд го имаш за 3 секунди у дневна соба. Така да во право си, и двете работи имаат многу позитивни. Имаат позитивни страни, ама сега, не знам, јас сум на два ума цело време и затоа кога почнавме сите се плаша од вештачка интелигенција и воопшто технологија и го донесовме Роби зашто не изгледа многу страшна. Меѓутоа, на пример во музиката, Елтон Џон сега е голем застапник за правата на артистите и за правата на младите артисти, чија што музика нема кој да ги штити, нели не се они доволно големи. И нивната музика се зима и практично се преформулирува и се дава нешто ај направено. Јасно ми е, све од една знам страна и Дуа Липа зима семплови од 80-тите години. Ама ова е комплетно, да кажам, никако не е регулирано и тој млад артист нема шанса едноставно. Види, јас сум најмногу од се исплашен од брзината на одењето на технологијата, дека ќе ги уништи сите вредности на овој свет за кој што ние разговаравме во оваа емисија. Или ќе ги стави повеќе на цена? Не, да ти кажам, кога беше короната, седев дома и размислував, викам сега никому не му е битно што Боб Дилан ја напишал Like a Rolling Stone, битно му се маски и вакцини. Да. Значи, сите вредности на светот врз кој што сме ние изградени како личности, короната ги стави во втор план. Единствена моја желба е да остане светов, јас додека сум жив, моето дете, моето семејство, да некои основни квалитативни вредности на овој свет останат дека се тие битни и дека да не биде голема работа може вештачка интелигенција да направи 50 пати болја песна од Брус Спрингстин што прави. Да. Тоа нема да биде добро за никого. Ама нема да биде Брус Спрингстин, него ќе биде. Да. Сега зависи што сакаме. Секогаш ќе фали тоа делче на таа емоција, ама мислам дека овие 5-6 мајмуни кои што го контролираат светот, дека они точно знаат што ќе се случува за 5, 10, 15, 20 години и не сум оптимиста јас во... Нека дојдат да не кажат. Види, немаме ние тука што да правиме, еве, емисијава помина во дух на 21 век на ноември 2025 година. Ние овде не правевме се муабети што било само, него правиме муабети за денешнина. За сега и за што спремни ќе сме биде. ние, јас и ти ќе бидеме спремни за 10, 15, 20 години. Само да не биде тоа претерано. Да. Значи да не биде тоа дека вештачката интелигенција скроз ќе ја убие креативната слобода и ќе ги натера младите генерации од млади да не размислуваат, таа да размислува за нив. Имав пред 3 години гостин кој што рече дека за 3 години од тогаш нема да ни требаат дизајнерите графички и веб дизајнерите, затоа што комплетно се тоа ќе преземе вештачка интелигенција. И еве не е така. Точно презема многу, ама се уште не може да се слушне со клиентот, да го разбере на една човечка основа, да го знае, иако го учи тој дел, меѓутоа, се уште го нема човечкото во себе. Значи, ова го преправивме 10 пати, пак човек на крај го направи. За да се разбереме, едноставно се уште ни е потребно. Не дека нема да го да се договориме. Наредниве 25-30 години нека биде така, па после сега нека биде како сакаш. Сега, па ние тогаш ќе бидеме деца од 50 години. Па што да правиме сега? Да. Некогаш ќе мора, некогаш ќе мора. Вие ќе мора да се наоѓете и вамо и тамо. Па и ние сме и сега и вамо и тамо. Од друга страна, сега бев со студенти, многу беше интересна една работилница за мене, ако ние сме се плашеле да зборуваме за емоции, за работи кои што не се врзани со технологијата, новиве генерации, бидејќи се цело време на технологија, не се воодушевени, многу се свесни дека имаат емотивни проблеми. Они сите зборуваа за тоа. Им беше дадена слободна тема. Очекував економија, очекував пари, очекував екологија за тоа што ни се случуваат. Они зборуваа само за не знам,
љубов, за емоција, за емпатија, Точно, за поддршка меѓу другите. Браво, види да ти чудно. кажам, можеби ќе дојде време да за 10 години младите генерации ја фрлат технологијата, се соблечат голи, земат книги и ги читаат книгите во парк. Не, нема да ја фрлат, ама нема да и се воодушевуваат како ние. Да. Мислам дека нема да се воодушевуваат од нешто што има тука. Мислам како што јас од телевизор не се воодушевувам. Па еве јас да речеме кој што сум пораснал на една лоша утакмица фудбал неделно, сега може да ми се случи у сабота или у недела, после 2 изгледани утакмици, ми се гади од третата во која играат двата најголеми клуба. Значи премногу е, премногу. Па не можам се да гледам 10 утакмици денеска и земам читам книга или слушам музика или пуштам некој филм од 75-та година, знаеш. Мислам дека тоа ќе постои за сите. Фала што дојде тука и што направивме муабет. Дали не знам, сега тие што те слушаат, дел од нив веројатно размислуваат дали да се бават со организирање на настани, дали да се занимаваат со музика, дали има причина тука да се прави тоа и сакам да им дадеме малку еден буст, зашто Јас имав за идните деца. Јас имав едно правило. Па и за Мија. Имав едно правило дека не правам поише од еден подкаст во годината и Мија ме убеди дека мислам досадно ми е више да правам муабет само исклучиво за музиката и за браншата. Можеме 9 сати да правиме ние муабет за тоа, ама многу овој муабет ми е добар затоа што практично ние преку нашата бранша и преку музиката допревме 100 милиона социолошки теми, па и социјални, кои што во специјализирани емисии не успеваат да ги допрат. И затоа ми е добар овој разговор и се надевам дека ќе биде еден од дека ќе биде гледан. Не сум јас сега да ти кажам некој да некому да дели совети и да дели лекции. Секој може слободно да дигне раце, да се пресели на село, да чита книги, да нема телевизија, да не слуша музика и да нема интернет. Тоа не значи дека е он помалку успешен од мене или од тебе. Тој донел таква одлука. Да. Ама да си тука. И само да шириш песимизам и дефетизам, тоа не личи на ништо. Прво имаш деца, второ имаш семејство, така. Трето имаш луѓе околу тебе на кои што тоа што го правиш и што го работиш влијае. Во моментов мислам дека многу е битно секој квалитативно тоа што го работи и тоа што го размислува дека може и треба и сака да го работи, да го дигне на едно повисоко ентузијастичко ниво, за да не се угушиме сите сами себе си во ова во што се гушиме во последно време. Така. И мојот на моите авалонци, на нашите авалонци, е основен мотив за работата е тоа. Може да не ми верува кој сака, ама јас сум машина за правење на пари на 100 милиона други начини можам да правам 10 пати поише пари од ова што го работам. Тоа го мислев кога доаѓав на кај ова. Викам, до толку работа можеш се да работиш и поише пари да правиш. Ја од моја 18-та година тоа го правам. Од 18-та година јас сум локомотива на која и татко ми и мајка ми вака се качија на мојот врат ја кога имав 20 години и ја влечев напред. Значи тоа не ми биле парите никогаш некоја звезда водилја, ама стварно бе можеме многу поише него што пружаме. Така е. И се надевам ќе направиме. Фала ти многу. Фала ти и тебе и стварно мислам дека не знам статистички, ама мислам дека ми е ова разговор во кој што убедливо најмалку за музика сум правил муабет. Да. И се трудам да направивме за музика. Да, не, нормално, ама викам најмалку. Да. И тоа што беше разговорот за музика, беше со цел да се дојде до нешто што е повисоко социолошки. И само затоа прифатив да го направам ова, затоа што Мија ми рече дека
девојката е на ниво да се направи квалитетен муабет.